Македонската политичка сцена никогаш не била поинтересна, а знаете, држави со интересна политичка сцена никогаш не прикажуваат огромни успеси. Обично најголемите економски бумови и подобрувањето на животниот стандард во државите случува кога има досадна политичка сцена. Барем така покажува некоја, како да кажам, историска анализа. Кога има интересна политичка сцена, значи не ја бива работата, и по кој знае кој пат ќе го цитирам поранешниот канадски премиер, таткото на Трудо, кој вели дека секое утро се будел како премиер со отварајќи ги сите светски весници, сите светски медиуми, вели ако нема ништо за Канада, значи супер сме. Денови има прилично многу за Канада. Да. Добро. Значи синот не ја научил точната лекција, да. Види, ама па нема многу за Македонија, па периодов, иако знаеш, во доцнава есен да се спремаме, може ќе има нешто, знаеш, Она што затише пред бура, пази. Она што е атрактивна тема изминатите денови е враќањето на Заев во СДСМ на маса. Значи, досега го немавме формално видено по повлекувањето нигде во СДСМ, значи зборувам во партиското седиште, го видов. Не беше нели во Струмица на некој која на некој настан, да. Која... Ама тоа беше со прозивки, човекот ваков таков, нели? Тоа беше кога ја отвори серијата Станицаци да те види сала, па после стануваа сите меѓу кои Заев. Но суштината е дека Заев сега се враќа во СДСМ. Добро. Знаете, викендите се обично досадни за нас, кои сме прилично, како да кажам, воркохолици на истекот на неделата. Така што викендов има време да прочитам еден портал интересен, се вика racin.mk, кој представува своевидно сквернавење на ликот и делото на Кочо Рацин. Порталот имаше една така голема анализа од малиот мозок, анализа во која се пишува дека според аналитичарите средбата Ковачевски Заев може да има само бенефити на СДСМ. Значи првиот кој го потврдил ова е нашиот драг пријател Петар Арсовски, политички аналитичар и публицист. Втората која го потврдила ова не е баш нешто пријателка, но мене ми била асистентка. Тоа е Ана Чупеска. И третиот е Дритон Зенко, кој не го познам. Добро, ќе го запознаеме. Ерол Ризалов не го потврдил ова. Го прашале. Тој рекол очигледно и СДСМ и ВМРО ДПМН имаат голема потреба да ни прикажат единство, и тоа е тоа. Не навлегол во бенефитите. Коз бенефит нема, а? Да. Добро, види, можеби тоа е проблемот. Никој... Сега, можеби тоа е проблемот, ќе подсета се на некој коз бенефити, пак ќе пее друга песна. Оваква, тука не гледам некоја си конзистентност во позицијата, нема врска. Ајде да се вратиме се на една друга работа. На 30 септември се одржа... на Заев. Да. Кога сме веќе кај Заев, на 30 септември се наврши 5 годишнина од еден славен настан, односно од пропаднатиот референдум, кога македонскиот народ со едно огромно мнозинство го одби Преспанскиот договор и преименувањето. Заев го остана во сеќавање кај Кајвар ден на македонскиот непокор, и тоа е добро, но нема за тоа да зборуваме денеска, некој друг пат ќе зборуваме, не долава. За друго ќе зборуваме. Заев вели, дава изјава дека на Македонија повторно е потребен нов успех. Замисли, значи преименувањето кое што ја однесе оваа држава во една трајна поделба, кое што ја донесе оваа држава на рангот на држава во пропаст, тој вели дека е успех. Значи, трајна поделба, трајна контроверза и
преломна точка за Македонија. Ја мислам дека дури и многу политички процеси кои што ќе бидат мрачни и темни во Македонија ќе може да се повлечат од оваа точка. Воедно да не заборавиме дека користејќи европски методи, како што му препорача Јоханес Хан, еврокомесарот, се случи едно институционално наследство, бандитизам, кога 8 пратеници беа отцепени од ВМРО ДПМН да гласаат за уставните измени со злоупотреба на сите средства на државата, злоупотреба на судството, обвинителството, полицијата, уцени и така натаму. Сега, зошто го зборувам ова, Липчо? Вели, на Македонија е потребен нов успех. Ова не беше успех за Македонија. Ова беше успех само за Зоран Заев и за неговото семејство. Зошто е тоа така? Тоа е така затоа што од еден ситен, слободно ќе кажеме, нека ме тужи за оваа работа. Ако продолжиш, Чекај, ќе стигнеме до тоа колку струмичен имало во арката на Дедо Ноа. Не. Знаеш. Не, ова е уште актуелна тема. Ова е далеко од минато, кое што треба историчарите да го проучуваат. Значи, од еден, вага, како да речем, ситен провинцијски корумпиран градоначелник, нека ја речем и зошто. Слободно нека ме тужи. Па нека каже тој што кој што крадеше по принципот 1 евро за вицето, 1 евро за црквата. Нема се така ослободен за тоа. Не, кој сака нека го ослободува. Значи, нека ме тужи дека тоа не било обид за подкуп. Нека каже дека тоа не било обид за подкуп. Така, слободно. Знаеш дека не имаме политика на било кој тужен кај нас радиото да ја плаќа казната ке не поведеш во долго. Друго, јас имав интервју или имаше татко му дека краделе струја како семејство, која почнувале со бизнисот, така? Значи, одедно, така, ситна џамбаска џамбаско водење на бизнис и водење на политика, се доведовме до тоа да го гледаме по сите монденски места, да има милионски вили по Грција и така натаму, така што да, за него тоа е успех. Цената на таа успех ќе се утврди, знаеш. Никогаш нема никогаш во историјата не се сокрива информацијата. Ке излезе. Како еден човек што водел џамбаска локална политика и џамбаски бизнис стана милионер. Добро, сега да се Еве се враќаме на темата. Мислам дека нема потреба, мислам дека извини ќе те прекинам. Мислам дека и сега гради стратегија. Која е стратегијата? Мислам за тоа да се вратиме, извини што ќе те прекинам, мислам дека нема потреба на слушателите и на гледачите, оние кои не гледаат на YouTube, денеска на 10.2 да им го објаснуваме портфолиото на Зоран Заев. Да им го расипуваш утрото за Значи на сите им е совршено јасно. Па не им е, се мора да подсетиме. Штом таму го топорат стратегии да правеле, еве подсетувам. Ајде да видиме што ќе биде стратегијата. Ајде. Институт. Значи, сега прво да ставиме... Институт? Не институт. Добро звучи стратешки институт. Ова не би се добро. Значи, стратешкиот институт на СДСМ предводен од Зоран Заев. Запиши го ова. Да, суштината е друга. Суштината е кост-бенефитот од ова враќање на Заев во СДСМ. Јас го гледам овој, сега има овие што ги споменав некакви аналитичари. Видов тамо и други ставови од СДСМ на темава дека ова им помага. Ја одма си го поставувам клучното прашање, добро, зашто тогаш го тргнавте Заев? Зашто ќе отиде Заев? А не го тргнава, ако е толку сам се повлече на врвот, на не знам што. Голема неговата улога во се ова, тогаш би требало Заев да остане на таа функција, не од нигде да го донесе Нели Ковачевски. Така што чудно е само. Ако има бенефит од Заев да им се шета во партијата, тогаш требало Заев да им остане да биде лидер на партијата. Тоа е некоја здрава логика која јас како искрен социјалдемократ би ја имал. Суштината е друга. Нели плачеа бе, овој како се викаше Джеват Дерала, таму пишуваше колумни, таму цели. Да, имаше жалопојки. Врати се, не те даваме и така. Имаше нели Мартин Костовски организираше и потписи за да го службен вестник што противправно го објави. Да, добро. Собираше и потписи за Зоран Заев да остане. Колку потписи собрани? Немаме таква информација, не беше објавена таа информација. Нели 40.000 души гласаа на лидерскиот ова како беше тоа?
за изборот на лидер на СДСМ толку гласа, така рекоа 40.000. И Денко врнеш имаат 40. Добро, Голема окей. партија, тоа озбилно. Не, 40.000 души излегле и како 60% гласа за кога 25.000 души. Ако Браво. продолжат со ова темпо, ќе бидат единствената партија во историјата која поише гласови освојува на внатре партиски избори од на избори. Значи, тоа Тоа е преседане. да, тоа ќе биде, ако продолжат вака, мислам дека тоа ќе биде вели еден наш слушател вели ниту има школа за Има економски завршок. економски завршок. И претходно по 3 часа нели одел И среда и не. Секој ден по 4 часа имал, среда и петок по 3. И што му фалеш? И премиер стана. Ете, да. Ниту имал богат татко, ниту е некој гени. За ова последното уште немаме потврда. Добре. Станал богат, од кога станал градоначалник на Струмица, се е јасно. Добре, се, тоа е една друга тема која треба документаристиката да се бави Да, во македонското новинарство. Многу работи околу семејството Заевини остануваат непознати до ден денес, од тоа како се збогатиле, до тоа каков им е имотот, дали кршат санкции со Русија, да речеме, последно. Има прилично многу работи со кои треба истражувачките новинари посериозно да се бајаме. Веруваш ти во тоа дека ја мислам дека е кукавица, дека нема шанси тоа да крши санкции кон Русија. Па ја имам другар кој сосем од други побуди лични, нели? Има сопруга таму, живее во Моментов, инаку не живее таму, но во Моментов е во Русија и вели дека на рафтовите Мама Сајварот е едно од поатрактивните работи во Русија. Не ми делува како храбар човек. Мада и тоа русите јас на вкусот им се чудам што јадат, али добро. Генерално. Сега ви кажувам ова последна информација од пред некој. Сега како Мама Сајварот на фамилијата Заеви насред санкции, кога сите се повлекуваат од Русија, се продава таму, Да, тоа е под знак прашалник. е прашан, валјда има некој реекспорт. Така. Реекспортот многу мириса на Заеви. Од каде бе експорт бе сега, нели Па мора да преку има Ерменија, преку нели мора да Грузија. има потекло на имот такви работи, нели? Па добро, реекспорт може он да ме го извезува во Грузија, таму фиктивна фирма имаш во Грузија и таа после го носи во Русија. Генерално така денес во Русија стигаат голем дел од продуктите. Затоа што да речеме Грузија нема санкции. Пример ја спомнав као пример, може да е Ерменија, може да е Турција. Добра, да видиме стратегијата, што е стратегијата. Сега види, јас ја разбирам стравот кај огромен дел од јавноста. Стратегијата е, ајде сега да видиме како да отцепиме нови 8 пратеници од ВМ, така? Што друго може стратегијата тој човек да направи? Испотпиши таму све, турнија земјата у нов хаос и ајде, фали се дека се однал кон Европа. А мрднато нема земја кон Европа. Па тука е клучот на ова делување на Заев. Прашањето очигледно дека стануваше за една пиар стратегија на СДСМ. Прво, истиот Мартин Костовски повика на обединување. Да. И се обединија. И се обединија влезе таму Заев и седна на масата беа тој, Миле Зечевиќ, Димитар Ковачевски Тарче, Игор Ивановски Шема. Негативно сум изненаден зошто Шема во тоа друштво, мислам, он сепак прилично одскокнува интелектуално од таа екипа. Не знам што бара таму. Може би да го викнеме некој во студио да ни објасни зашто си фатил работа со такво друштво. Градски лик како него, професор на економски факултет, писмен човек. Долгогодишен функционер на СДСМ, може би понекогаш и неправедно подценет, може би понекогаш и неправедно форсиран, но не го гледам во тоа друштво. И сега прашањето е... Не, тој самиот си стопори таму сега. Да, тоа е проблем за него, не за нас. Проблемот е сега што се обидувам се уште да ја сватам која е пиар пораката од сето тоа.
Демек ВМРО е разединето, ние сме обединети. Ете тоа е. Ама од друга страна има една друга стратегија. На ВМРО му носи гласови да е разединето со Груевски, затоа што има луѓе кои не може да го сварат Никола Груевски, поради него не гласат за ВМРО ДПМН и после ова може би ќе гласат за ВМРО ДПМН. Од друга страна неговите поддржувачи се толку големи поддржувачи што реално не би можеле да гласат за друга политичка партија. И добро, и нема формален расцеп тука. Ај нема формален расцеп, Груевски нема структура. Тоа е сам. Да. И самиот на тоа интервју на крајот не повика на расцепи на партии и така натаму се. Значи да затвориме таа тема. Таа тема е затворена. Тука има една друга работа. Значи ти се обединуваш. Разидувањето со Груевски реално при тој кантар, да. Тука има прилично детали, но реално му носи гласови на Христијан Мицкоски. Од друга страна, соединувањето со Заев може само да ви изгуби гласови, барем според некоја моја логика на политички сенс, што ја имам и емпириски истражувања кои сум ги читал. Не, него друго мислам дека види кого го носи. Ги носи вие од црквата и култот на Заев. Алово и Джева Дерала. И ама тие така се донесени. Така што која е додадената вредност, а дека некој сега тамо носталгично копне по времето кога Зоран Заев одеше по водан или и добиваше Нобелови награди, не верувам. Затоа што тоа време е сега асоцирано со пораз. Многу е јасно што се случи. Преспанскиот договор доведе до бугарското вето. Директна е линијата. И Македонија беше прелажена, излажена дека иде кон неу, не мрдна кон неу. Во однос на НАТО, никој НАТО никогаш не го спорел. И во НАТО требаше Македонија да влезе кон Македонија, неко северна, тоа е работата. И тоа е разлика. Така што кој е додадената вредност од владењето на Заев, само што ја преврати вака државата и што направи невиден хаос. Па не. И што имаше кенгурски суд наречен САЈО. И тоа како пропадна. И тука еве кај завршија парите од торбите на Боки. Еве, наводно GPS-от во некоја југоисточна Македонија посочил дека завршува тие Луи Вутони. Тоа се кулуарски муабети кои не би ги коментирал, исто како што не би се залажувал дека има поштење во фамилијата Заеви. Абе сега, види. Вчера Мицкоски се обиде. Види, и тука, значи да внимаваме. Значи збориме за него како личност, едно време самиот влезе во политиката, браточет му, колку што знам, имаше една ситуација, она типична малограѓанштина која паркира со тоа мајбахот лишолие насред Рекорд, цел народ да го гледа како седи паркирана кола насред Рекорд, тој влегува во некој бутик, зема нешто и така натаму, документирано е, слики има. Значи едно кабадахиско однесување, демек моја е државата. Така што па и нивна беше. За нив тројца зборуваме. Нивна беше. За нив тројца може да зборуваме, сега да го оставиме се. Секој Мицкоски се обиде да го искористи се ова, рече па еве веќе се покажа дека нема тајна коалиција на ВМРО ДПМН со Заев, една теза која медиумите блиски до СДСМ сакаат да ја промовираат. Му го лепеа Заев на Мицкоски, на крај се го викнаа во стап. Види дека имало тоа им беше медиумската стратегија. Потврдија дека имало средби и двајцата, и Заев и Мицкоски. Заев тука коалиција правил, како што слушнавме. Така? А Мицкоски одбивал. Ја претпоставам дека слушал, само докаде и се чудил на паметот, и се чудил на паметот дека тоа било. Во политиката комуникацијата е нормална. Да, има и некои други муабети кои се бил на таа средба присутен, па некои луѓе од бизнисот, едно друго, некои премостувачи и така натаму, и тоа ми е поуште поинтересно, па со кој памет па тие тоа го правеле. Ама ајде. Тоа е па друго. Суштината е дека во политиката секогаш имало и ќе има формални, неформални средби и така натаму, и треба да ги има, но прашањето, затоа политиката е преубава работа. За следење. Затоа што во политика, извини, во политика, почитувани слушатели и гледачи, можете да го анализирате само она што го гледате. Точно. И тоа е најубаво. Затоа што на крајот од денот тоа што се пакува од позади, може да успее да се спакува, може да не успее, може да е лажна информација. Тоа што го гледате јавно е всушност тоа што се случува. Не, види, сега има политички емисии кои што се забавни затоа што
се раскажуваат Оние работи позади. ама не, но фантазии се раскажуваат. Не. ти во голем, можеби нешто е точно, но во поголем дел од тие работи позади обично политичарите сакаат да ви продадат приказна А вие имит, Познатите пити, нели, од разузнавачите. да ви направат некакви пити кои на крајот немаат врска со реалноста и кога го коментирате тоа што се случува позади, вие всушност коментирате нешто што може да е и научна фантастика, може да е во голема мера е драма и така натаму и на крај никогаш, скоро никогаш не се реализира. Политиката е многу јавна работа и го коментирате тоа што го гледате и тоа што го слушате. А кога нешто гледате и слушате, сваќате дека Зоран Заев е со СДСМ. Затоа што Зоран Заев отиде во СДСМ. Замисли. Сега Замисли. она што го иницира второто прашање во однос на оваа работа е дали Зоран Заев било кога престанал да го контролира СДСМ. Тука сме, ова е сериозна тема. Ова е сериозна. Да ја тема. отвориме. Сериозна тема, ја мислам не. Одма, во старт. Значи, ти мислиш дека Зоран Заев се уште го контролира Да. СДСМ? Мислам дека сите вие муабети, не знам, тамо, како беше, па не знам, Демек Зечевич против Вице, Ковачевски против Заев, мислам дека се од истата кујна тие работи. И види, факт е тоа, дека ти кога си лидер на партија и премиер, дека како да кажем, самиот проток на времето, самиот факт дека ти одлучуваш за многу работи, создава тежина околу тебе, сакал нејчел, така? Меѓутоа факт е дека ја не гледам дека успеа да се отргнат или еве да употребиме еден повака јак израз да се еманципираат. Можеме така да кажеме, Љупчо? Од влијанието на Зоран Заев. Мислам, се виде кај да се појави, тоа е, значи во моменталниот СДСМ, тоа што гледате како таму активисти и така натаму, тоа е тој. Тоа е иконата. Сега они си знаат дали таа икона им носи гласови или не им носи гласови. Валјда Не, емпириски од научен аспект, од она што може да го видиме на сите истражувања Добро. на јавно мислење, е јасно дека не им носи гласови. Дека им губи гласови. Кај да знам се? Ниф им носи гласови на СДСМ, единствено може во овој момент да им носи гласови да се откажат од 10 од нивните основни политики и да Ама влезат можат, види, што е најинтересно, види. во целосно друг правец. Затоа што тоа е стожерна партија, уште можат таква работа да направат. Значи, Ама не ќе. СДСМ кога, во кој сценарио би добила гласови? Доколку се откаже од договорот со Бугарија, од францускиот предлог, доколку го повлече. Да. Преспанскиот предлог сега веќе не сме во фаза каде може да го повлечеме, но може да ретирира, Може да да речеме. го спорат, бе? Може да го спорат, да користат термин Македонија, институциите да не ги применуваат и така натаму. Третата, исто така важна работа е економското влијание од ДУИ да го тргнат, да ги завршат сите корупцијски проекти. Еве сега последно ова со Чебрен и Галиште што се случува, ние им на грците Тоа е на ДУИ, бе? па исто е, знаеш, дали е на ДУИ, дали е на СДСМ, на крајот од денот ние постоечки хидроцентрали ќе ги изгубиме и ќе ги дадеме на грчка компанија да бидат неизини, а за возврат она ќе ни прави. Ковачевски тоа го промовираше сега. Добро. Значи не е на ДУИ, нивно е. Океј, но тука е на ДУИ Бехтел Јенка. Да. Тука се скандалите, нели? Еве сега видовме кој таму дополнително влегол Нешто во сега се Сорафија. шушка низ албанскиот блок дека и банка имало некоја која што чиишта пипци завршуваат до врвот на ДУИ. Ајде да видиме, и дека треба да пукне так скандал денови, тоа се зборува. Тоа се, значи, во однос на ДУИ, може да почнат институционално да ги решаваат повеќе проблемите и да, така СДСМ би добиле гласови. Но тоа би значило дека ќе се откажат од работите кои Тоа би значило ќе изгубат власт. Добро, но, Да, ДУИ но ќе за гласат некоја на избори. долгорочна стабилност на нивната партија, за обстојување на нивната партија, може би е добро да се Тоа е изгуби проблемот, глас. не веруваат во тоа. Во што? А во таа долгорочна стабилност на партијата. Тие сега покажуваат... Ако си ја сакаат партијата, Не, види, во моментов, например, еве, низ градов, понекогаш, нели, и ја и ти слушаме и се смееме, кој ќе седнеме некаде,
Она, ама гледаш ли колку е самоуверен и што зборува Ковачевски, а што ќе зборува? Демек зборува сигурно ќе гласат за уставни измени. Што ќе зборува? Не, нема да гласат. Мислам, лидер на СДСМ и премиер и ќе каже сега, јас сум скептичен дека ние ќе ги добиеме следните избори. Тоа очекувате да каже човекот? Нема, треба да каже дека нема да има уставни измени. Нека каже, нека каже дека и ние нема да гласаме за уставни измени по овој терк. Не смее да каже. Ама така ќе добие гласови. Нема, затоа што за да го каже тоа треба нов лидер. Не може он го преговарал. Он ги земало врските, он седел со сега луѓето. тука има еден друг момент, а тој друг момент е не може ни зае, види. Не може ни зае таа ќе продолжат СДСМ сега да лажат дека ќе има уставни измени и се е тоа во ред. И ќе слушаме ние се, ќе има, подуи ќе има изјава, па балкански методи ќе применуваат, ќе сакаат да применат и така, но нема да има уставни измени. Да. Не, новиот хит им е Недолава му ветил Мицковски на Ескобар, дека до нова година ќе гласа за уставни измени и заканата била, ако не го прави тоа, американците ќе го цепеле ВМРО ДПМН. Така кажу, ајде, мислам, еве да видиме тоа. Башка повторно се активира една друга работа. Другата работа е нема да биде Мицковски премиер, нема да биде председателски кандидат, туку ќе му бираат. И тука се спомнуваат некои 2-3 имења што не им е место да се спомнуваат, меѓутоа мислам, не сакаме да им правиме безврска проблеми на луѓето, ги почитуваме сите да, тие. Да, имаш некаква информација, не? Абе, глупости, какви информации. Имам како ти кажам, приказни од онаа страна на разумот. Меѓутоа, во Македонија од тоа се прави политика и се прават емисии, ние и ти не правиме тоа политика емисии. Овакво. Истовремено, да, коментирале за оние сценарија што ги кажувавме за председателските избори, дека тоа било фантазија. Ајде да видиме. Што дека ќе ги дека можеле да пропаднат изборите. Доколку не се споени со парламентарните избори, во секој сценарио. И она што го зборуваше ти за вонредна состојба, значи постои еден радикален дел на значи најрадикалното крило на шарената револуција. Да, погледнете го, доколку не гледате на YouTube, имаме 3-4 видеа подоле, може да го видите тоа сценарио за дека ќе прогласат вонредна состојба со која ќе ги одлагаат изборите. Значи во најрадикалното крило на шарената револуција уште има таму луѓе, уште има луѓе што ја и ти ги знае. Таму вела дека еве ќе видите што е квалитет на СДСМ, има мирна промена на власта. Додека пак постојат луѓе кои што не веруваат дека екипата околу Ковачевски и Зечевич е подготвена за мирни и нормален пренос на власта. Па да видиме. Да видиме. Да знам дека, например, секогаш во Македонија имало 98 година Црвенковски честиташе се, мораме да му го кажеме тоа. 2002 година исто така и Георгиевски се повлече од премиерската функција. 2006 веќе имаше некои па не. Не, имаше тука некакви си обиди да се направи коалиција без ВМРО ДПМН, имаше такви работи. 2017 веќе беше многу проблематично. Многу аспекти и тоа навистина остави еден црн печат 2017 година. Дел од причините зашто дел од луѓето имаат проблем ова што викаш ти за ВМРО е тоа. Мислам ќе се согласиш со мене. Значи во една демократија требаше власта да се даде. Власта се дава. Ако се даде ќе се врати. Ако не се даде не се враќа. Тоа е правилото. Едноставно ли е правило, Липчо? Да, прилично едноставно. Ивица, да одиме со кратка пауза за реклами, по која ќе се вратиме со други теми не помалку атрактивни, дури поатрактивни од ова и да видиме може би на крајот и споменатиот господин е вмешан и во таа работа. Ивица, сега ќе одиме со една тема која е малку тешка. Ајде. Ја потресе Република Србија. Тоа е млекото, во кое имало зголемено ниво недозволени супстанции. Имаме официјална потврда од АХВ дека и во Македонија се продавало тоа млеко.
Но во моментов информиран сум дека се спроведуваат сериозни новинарски истражувања на тема млечна индустрија во Македонија кои до сега даваат шокантни податоци. Тој Никол Чебабовски, што е директор Агенција за храна и ветеринарство, демантираш. Јавно е сега, ако излезе, тоа е тоа. Се таа институцијата кај што се лабораториите, претпоставам, и таа институцијата што го регулира пазарот. Еве, вели, 2 пратки пробиотски јогурт кои се веќе вратени во Србија. Така вели Бабанов. Еве сега ќе го цитирам Чибишев, докторот од токсикологија, вели: во изјава за медиумите, директорот на Агенцијата за храна и ветерина потврди дека во Македонија влегол јогурт од Србија кој содржи недозволена количина на афлатоксин. И добро е што официјално лице ги потврди информациите. Меѓутоа, во изјавата директорот тврди дека и да е конзумиран таков јогурт нема опасност по здравјето, бидејќи требало долго време да се конзумира така загаден јогурт за да има последици по здравјето. Браво директоре, не утешивте, веројатно мислевте дека не може да настане акутно труење, не дај Боже. А бидејќи во последните 2 години ова чинаме трет пат во државава и покрај контролите да не влегуваат производи загадени со афлатоксин, може ли да ни одговорите колку такви производи сме конзумирале досега? Ова е навистина легитимно тврдење, Ивица. Знаеш, да, кај нас се познати институциите по тоа ќе одговорат, немало и да имало не може да ве убие. Мислам. Не бе, вели вака се работи за 2 пратки кои во текот на вчерашниот ден се вратени во Србија. Ни случајно овие производи не се нашла промет, кои биле под официјален надзор се до враќањето. Тоа го вика директорот на институцијата. И после вика дека каде беше серијски број лот за секоја земена мостра постои и дека може да се провери дали биле ставени во промет. Така пишува директорот. Сега, како да кажам, ќе видиме што се случува. Значи, види. Ова е еден скандал во најава во македонската јавност, затоа што колку што сум јас информиран, сега да не грешам душа, и домашни производители се фатени во сериозен опфат. Ќе го следиме ова, ќе биде тема во наредниот период и навистина е важна тема, колку и да не се согласувам, да им е поатрактивно на слушателите да слушаат за пеколниот план на Зоран Заев, сепак ова на крајот од денот го пиете. Ако не се... Види, она што јас знам е дека Агенцијата за храна и ветерина е една од агенциите во Македонија, барем која што до сега на сите оценски мисии од Европската Унија, од Европската комисија поминувала со највисоки оценки. Независно која власт била таму и во однос на нејзината техничка екипираност со стручњаци, ветеринари, фито, како беше, патолози и така натаму, е силна институција. Дури требаше се спои со една институција каде што најчесто има кадар на ДУИ, уште не таа спојка не е направена, треба да се спои таа. Така што Агенцијата за храна и ветерина треба да се одбрани по секоја цена и интегритетот на оваа институција, така што јас ги охрабрувам новинарите кои ќе влезат да излезат со информациите што ќе видиме. Да, со тоа што пак на пример со она со зеленчукот што се продавал тука од Албанија не се прослави баш ахава. Малку задоцнето. Не знам дали е под нив тоа. Под нив. Не се прослави во изминатиот период. Тоа е една дамка која се уште ќе им тлее, но да видиме што се случува. Што најчесто обратно е, најчесто притисок прави бизнис заедницата заради строгоста на оваа агенција. А мора да биде строга, таа е заштита на нас, на наше здравје, на во однос, не, бизнисот ако го оставиме сам на себе, он не би сакал никој да го регулира, они би ни продавале, би ни бутале све, да. Значи, и токму затоа постојат овие
институции да не одбрнат нас како граѓани на оваа земја од бизнисот. Да. Да бидеме сега искрени и доследни до крај. Затворени маркети и 100.000 евра казна е билансот од контролите на Државниот пазарен инспекторат, направени од денот кога стапи на сила владината одлука за намалување на цените 19 септември. И тука гледаме одредена форма на популизам од страна на владата, популизам кој може да значи малце не е добро пресметано сето тоа како се работи. И гледаме дека не ги бранам се овие што имаат поголеми цени од предвиденото, но некако така ми е чудно тоа. Ова се за пивото, има замрзната цена на пивото. Како да е основен прехранбен продукт. Повеќе би се согласил дека пивото треба да биде ладно, од да има замрзната цена. Да се разбереме. Иако не сум нешто многу по пиво. Не. Ама сега, алкохол да има замрзната цена. Акцизна стока. Знаеш, и тоа е само по себе е смешно. Тоа е популизам предизборен. Да се разбере. Што замрзнуваме цената на пивото? Мислам, знаеш, од сите можни производи на пазаров се знае што треба да се основни прехранбени производи. пивото не е. Валјда млеко и јогурт треба да видат први, а не пиво. Овако. Во ред е тоа. Меѓутоа, акцизна стока значи дека се консумира нечие на задоволство, како беше тоа? На задоволство и ако сакате, и штетна е по здравието. Да, и тоа значи, да. Ако вие дневно пиете по литар и пол пиво, имате сериозни последици по здравието. Може да имате. Ако пиете по 2 чаши неделно, нема баш цената да ви биде битна и здраво е. Так, види, ова, ајде да фатиме некои малце по широки теми. Значи, ќе следиш ситуацијата на Косово, предпоставам. Види, во Македонија има премногу експерти за безбедносни прашања, така што ставот во однос на Косово ќе си го задржам за себе, генерално. Не, коментираме, знаеш, нека не можеме така. Мен импликацијата ми е друга. Тука дека таму е хаос, дека работиве нема да се смират и да тргнат на подобро. Нема. Дали ќе ескалираат, не верувам дека ќе ескалираат, но нема да бидат и на подобро, ќе биде според мое мислење некоја статус кво состојба. И сега прашањето кое мене ми интересира и кое би сакал со тебе да го анализираме ово утро е дали таа состојба може на еден или на друг начин да се прелее овде. Секако. Без разлика, мислам, ќе кажат прво земја членка на НАТО и така натаму, но не е будалаштини се тоа. Баш што сме земја членка на НАТО, треба да внимаваме. Си земја членка на НАТО, меѓутоа дел си меѓу не си ти во паралелна вселена, ти се наоѓаш, ти си непосреден сосед и на Србија и на Косово. Мисли да рече Велика Британија, ние сме земја членка на НАТО, никој не може ништо и Homeland Security да го укина тамо. Мислам дека следна е точкава тука на Судир. Точката на Судир е дека од една страна имаме ситуација каква што имаме во Украина, има војна во Украина. Србија е единствена земја во овој дел на Европа која што е неутрална кон војната. Мисли, нема ни санкции воведено кон Русија. Не е точно дека Унгарија нема воведено санкции. Унгарија ја следи до точка и запирка политиката на ЕУ. Воведе ли ЕУ санкции, Унгарија ги следи до точка и до запирка. Тука не ниту пак Орбан ќе направи нешто се го загрози статусот во Европската унија. Нема шанси. Пардон, и Босна, затоа што ветото на босанските Срби, точно. Босна и Србија се едени од кои што се неутрални во целата оваа ситуација. Неутрални, да бидеме искрени. Не се завојувани страни. Да бидеме искрени, тие не даваат поддршка на Русија во војната, дури Србија и јавно Крим го признава како дел од Украина, а не дел од Русија, исто и Босна и така натаму. Сега, тоа што легитимно исто така во поголем дел од светот, таа неутралност се, како се вика, се
се признава како всушност поддршка на Русија, тоа е друга работа. Не во целиот дел од светот, туку се знае каде, во некои кругови на западот. Не е целиот дел на светот. Круговите нам битни за нашите перспективи како регион. Да. Сега, и сега да одиме понатаму. Од друга страна на Косово има еден интересен политичар за премиер, тој е Албин Курти. Албин Курти кој што не игра по ноти кои што му се дадени, туку по ноти кои што самиот ги создава. Значи се труди да води една автономна политика. Тоа е едно. Исто така, Курти сме дека има поддршка од значени кругови на Западот да заокружи косовската сувереност. Мислејќи при тоа дека целосно ќе ги елиминира сите српски вмешувања на Косово. Нешто што е невозможно, затоа што сепак таму живеат луѓе кои се срби и Србија се уште тоа го гледа како своја територија, колку и да не е. Стравот кај србите е дека може да се случи ситуација како што се случува еве сега во Нагорно Карабах, кај што имаме евакуација на целото население ерменско од енклавата на Горно Карабах по поразот од Азербејџан. Значи стравот кај србите е дека таму ќе дое до екзодус од тие српските општини кон Косово и ова е равенка. Од друга страна има притисок врз Србија, факт е тоа, од значени земји од ЕУ и од Соединетите американски држави да го признае Косово. Србија не сака да го стори тоа сега во моментов. Србија смета дека прво треба да се воспостави таа заедница на српски општини на Косово, која што треба да има извршни. Иначе е една мала пикантерија за слушателите на Радио Лидер. Ивица Боцевски, како член на владата на Република Македонија, единствено има гласано воздржано за признавање на Косово, сите други членови на владата гласаа за. Не искажаа став, што значи дека гласале за. Да. А Ивица гласаше воздржано. Добро. И сега одиме понатаму. Ама не е битно тоа. Факт е, Косово е независна држава на наша граница. Сме го признали амбасада, имаме таму, ти имаат амбасада овде. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Завршена е приказната што се однесува од наша страна. Србија реагираше како што реагираше, меѓутоа види, факт е дека половина и повеќе од нашата северна граница е со Косово. И юрисдикција таму Србија нема. И дека Македонија најлогично е да има некој однос. Да, и дека на Србија најголем проблем би било доколку Косово се врати. Чекај, се остави во Србија. Ајде се, тоа е за други емисии од YouTube. Овакво не е за нас. Сега, дали таму може да дојде до ескалација? Не да е Боже да дојде до ескалација. Дали има и некакви, како да ги наречем тоа, сценарија, кои што велат дека ако Србија земе територија, дека не знам треба да се компензира од Македонија, има такви сценарија, да се разбереме. Има и сценарија дека општини од Македонија независно ќе го продолжат патот кон ЕУ. Дека има сентимент кај албанците во Македонија кон Косово, има, како рече Али Ахмети, света земја и така натаму. Меѓу другото, да не заборавиме, албанците од Македонија, од Косово, од Црнагора, од Јужна Србија никогаш не живееле во различна држава. За разлика од албанците од Албанија. Значи, кога направена границата меѓу Кралството Југославија и Албанија, нели? Таа граница постои колку време? 100 и кусур години. Да, и тоа во Кралството Југославија албанците имале беса со Караѓорđević и ние не гледаме некакви бунтови. Види се, имало. Во тоа време. Не можеш така да тврдиш. Нема историски, не се имало бунтови, меѓутоа работата е што точно е дека тој елитниот слој, да не речам беговатот, бил организиран, имал некои односи со нив, дури имало и партија на муслиманите кај што тие биле вклучени. Во Кралството Југославија партијата главно биле од турската заедница, се викала Джемијет и седиште било во Скопје. Само единствена партија во Кралството која што имала седиште во Скопје е Джемијет. Имала и министри Джемијет. Значи во однос на Косово треба внимателно Македонија да следи. Не треба највнимателно, значи ова е неврологична точка, ова е во моментов најголема загроза за суверенитетот на Македонија. И најголема загроза за регионалниот мир и безбедност, што значи најголема загроза за економијата и за сето. Да се вратиме назад во Македонија, затоа што имаме проблем. Уште 10 на 15 минути, а ќе ни остане необработена една преважна тема.
Така што ти предлагам да се вратиме Ајде. назад. Овде закон за амнестија ќе пробаат да го стават во процедура. Нели утре ќе збориме за тоа се. Утре, задутре, Добро. ќе збориме во наредните денови на оваа тема. Она што е неверојатно важно е дека ВМРО ДПМН ќе ги блокира, ќе го блокира овој закон, а приставање на европско знаменце, доколку власта сака да стави Овој министр за правда рече нема. европско знаменце, добро се тоа кај нив не знаеш. И па се рече нема се. Па рекоа многу работи, па ги направија на крај. Сега Ќе го напуштаат парламентот. Се. Со овој закон ќе бидат амнестирани и убиците во Монструм, верували ли? што е страшно? Што е страшно, а премиерот тоа ноншалантно кажа ќе интервенираме мандмански, како ќе интервенираш? Само за нив двајца нема да важи амнестијата. Па добро, може кривичното дело да се. Како тоа не знам. Мислам, не знам што му е идејата на човеков. Ама Мене друго ми е добро, прашање. овој Лога рече дека нема да ја се врско знаменце. Ај се да видиме. Океј, шо рекол Лога е помалку важно, тоа ние сме правници, не ни интересираат тие Добро, ама правни не работи. интересираат политичките импликации. Се, тоа. политичките импликации. Јас себе сега јавно го поставувам прашањето, која е потребата од амнестија? Која е потребата од ваква голема амнестија? Не знам. Прво, едно од објаснувањата е дека затворите ни се полни и дека нема веќе место за луѓе таму. Тоа не е објаснување. Ќе доградите затвори, ќе направите нови затвори. Тоа што има криминалитет во државата Е факт. не значи дека треба да се отстрани. Втора работа, закон, амнестии вакви обично се случуваат кога има, да речеме, војна, па сега ајде да ги однесеш тие затвореници на фронт, затоа што и најприфатливо за државата е такви луѓе да го ризикуваат животот, знаеш. Се гледа дека се дружиш с Љупчо Георгиевски, нели? Се сеќаваш дека си мал си бил, не си можел да пратиш. Го обвини еднаш дека наводно на фронтот имало, како се вика тоа, криминалци. А во негов стил тоа одговори што доктрина науки да носиме на фронт, така што ова Ама не, ова сегде во свет е така сега да се разбереме. Ова беше, да бе, тоа е некоја друг тип на амнестија, така да кажам. Да се разбереме, значи во војна состојба, да се разбереме, сегде во свет се празнат затворите, им си наоѓа една корисна улога на затворениците во дефинициите се. Добро. Што? Сурово реални се сега, што да правам? Тоа е. Реалноста е таква. Жалам, сега, може би тие имаат права и сето тоа е окей, но тие го изгубиле статусот на слободни луѓе. Добро, нека објаснат, ајде, што е причинава? Ја не ја гледаме. Што е потребата сега пред избори да се носи закон за амнестија? Една од тезите дека потребата да се носат овие уставни измени е поради нели носење на уставните измени, односно некој се пазари со ова за да се донесат уставни измени. И дека дел од случаите кои веќе се процесуираат ќе паднат. Добро, како? Тоа е едно од објаснувањата, а веројатно најлогичното и најточното објаснување е дека ова е ветување на дуи кон нивните, како се викаат тие, кабадахи, кои се во затвор, а се дел од дуи. Па јас, искрен да бидам, една друга партија, гледам дека таму има поголема соработка. Кога ќе видиме кој за време на шарената револуција се сликаше со Заев, пак се враќаме на првата тема, така? Таму имаше многу повеќе сумнителни ликови. И меѓу другото, една од темна нијанса што даде на целата шарена револуција беше токму ова дружење со тие ликови. Да не забораваме дека тие банди има своја улога и во изборите 2020 година, и во изборите 2019 за Стева Пендаровски и на референдумот. Да, и од кој ќе ги убијат, низа. Дознаваме дека се наркодилери, а пред тоа се дружат со талат, джафери, и видовме 2021 на локалните избори што се случуваше во многу мала, во Охрид, во Кочани и така натаму.
Значи, таму се обидува да ги злоупотребат овие не можем структури да ги наречем, него како да ги наречем? Овие банди. Сега, може и тоа е дел од некој договорот. Кај да знам бе, Липчо? Може би и тука имало Ова веќе излегува од како се вика, од оквирот на јавни политики кои ги гледаме. А добро има и... Да, овде има некаква, се спрема некаква гнасна кобасица со изнутрици у позадина, што не знаеме каква е, знаеш. Не де Боже. Еве ја ке кажам, не де Боже да влегуваат у такви глупости, не им е ова... Не е моментот. Не е моментот. Народот се гледа како ке гласа, значи секоја... Како да речем, секоја авантура може скапо да ги чини. Секоја авантура да може така... И не ради друго, види. Од она што јас го знам, зборуваат луѓето, не ради друго. Овие локалните избори во Маврово Ростуша имале една таква гадна црта. Во смисла дека истурање на пари, банди, джипови, мипови, шетање. И види, ова стана обичај. Овие 32 години стварно веќе ми е реку глава, што во Македонија секој вонредни локални избори, посебно во мала општина, ај во Охрид нека го направат, или во Скопје нека го направат. Не може. Која год да е власт, ајде во Скопје, нека во Скопје ВМРО ДПМН е проба да го направи тоа во центар и во секој нареден обид губеше се повеќе и повеќе гласови. И до ден денес има темна... Да, знаеш, она. Во секој нареден циклус се повеќе и повеќе гласови. Тие избори покажа една невидена алчност. И тоа е дека тоа кошташе политички многу во ВМРО ДПМН. Дека волјата на народот никој не може да ја фалсификува, тоа е всушност колку... Абе, ке фалсификуваш, еднаш казната ќе те стигне. И казната е многу поопасна од тоа и многу повеќе ќе ти се одрази. Еден добар коментар од еден слушател вели, цитирам, Ивица вели Курти водел автономна политика, но некои авторитети од Западот барале да се заврши процесот за независност и меѓусебно признавање со Белград. Значи или има лицемерие и дупли политики од страна на Западот или е контрадикција? Што е? Па нема брег, види се. Светот на политиката е таков свет. На двојни политики, на двојни игри и така натаму. Нема тука, не е тајна тоа. Не барете вие тука некоја си конзистентност. Значи, што е проблемот? Проблемот е што Курти сака да се затвори независноста на Косово без заедница на српски општини. А Белград не сака во никој случај. Белград не сака. И со и без српски општини. Мислам дека му е сеедно на Запад. Така, имаш затворена граница, сите внатре се некои државјани на Косово, косовари, така, како е внатре уредено не ме интересира. Важно сум го откачал проблем, сум го штиклиран. Јас бориме, нели, сега, дека има и толка мрачни сили што му викаат расчисти вака така, може би не му викаат, него тој измисли дека му викаат. Поставам. Значи има и такви работи. Све има. И на крај, Ивица, почнавме со СДСМ, време е да затвориме со СДСМ, соопштение од нив ово утро, велат, инсталиравме 450 мегавати, создадовме чиста енергија од нашето македонско сонце. Значи, ова соопштение на СДСМ изгледа како некакво промо на енергетска компанија. Не сум знаел дека ние партија на власти. Ова како, они инсталирале 450 мегавати. Како изгледало тоа? Ги штрафел соларните панели Миле Зечевиќ, што е работено? Не, сега што работеше премиерот пред да дое таму? Ама не, тоа не... Тоја фирма се разрати од кога дојде. Ама значи инсталирале фирми кои прават пари од тоа, за да сам им возможил. Да. Точно, и сега треба да се види дали во таа работа е се чисто. Далеку е се од чисто, затоа што таму видовме многу сомнителни ниви. Прво со соларните панели, почитувани слушатели, нигде во свет нема ваква форма на дебилија, ќе го кажам тој збор, обработливо земјоделско земјиште да се пренаменува во соларни... Нема во нормални земји, во Грција гледаме има. Затоа што обработливо земјодел... На крајот од денот прво оваа држава треба нешто да јаде. Значи, почнуваме од таму. А за оваа држава
држава што да јаде, треба да има земјоделци кои ќе одгледуваат. За оваа држава нешто да јаде, треба помалку да се краде. Апсолутно. Тоа е добра така логика. се римува. Но се што е суштината? Да. Во моментов ние сме со храна зависни од како се вика Од увоз. од увоз, Да. од некои други центри. Тоа е проблематично. Премногу Не, проблематично. има X работи тука. Не е само ова. Имаш непродуктивност на да, треба да се вложува во и нови всушност методи. твојата и економија така. зависи од инфлациите на другите земји. Тоа е главниот проблем кога си зависен од увоз, затоа што ако има инфлација во Србија, таа се пренесува вака овде благодарение на ама тоа што види ние сега, увезуваме храна од таму. Како Или ти од кажам, Грција или нели од било сакаме да каде. сме дел од Европската унија, таму па цела Европа ни е после Да, Така. но во Европската унија никој не уништува, зборувам на запад таму озбилниве земји. Добро бе, Грција е земјоделско. глупост. Гледаме и таму кога поминува. Па добро, покрај пат. Грција е земја која вака економски по банкроти, по задолжување, Да, и па по не е корупција баш и така и по на- корупција, не е Да. баш сега некој репер кој ние треба да го следиме. Ние може Да, треба, ама едно Франција, еве можеме да ја следиме. апсолутно. Во Франција никој не уништува Нема ниви теорија. за да Нема стават соларни теорија. панели. Нема теорија. Соларни панели треба да се стават, но не на обработливо земјоделско Баш како што земјиште. има сега една нова дебата, не знам дали знаеш дека чиста енергија ваква таква, меѓутоа знаеш дека имаат проблем. Нема рециклажа на соларните панели. Една од најтоксични Не, најчиста материјали се тие што се потребуваат за еколошки најчиста енергија е нуклеарната енергија. Тоа е тоа. хидрото се. Добро, хидропануклеарна е втора. Сега, зошто Македонија не Ако влажува? гледаш по емисии, меѓутоа по ризици ако гледаш, Па сега добро, животот е ризик. добро се, по ризици знаеш онака сега. Не, абе, После Чернобил и Фукушима. Извини се, повлекувам. Жива среќа што немаме нуклеарка. Замисли некој од дуи ќе копнат директор. Нема теорија. Пред тоа што бил, значи, Не, обратно треба да размислуваш, значи да Што? имало овдека нуклеарка, немало да има такви работи. кој? Како немало да има? Нема Па шанси. види по Елем Ама кои се нема таму шанси, директори. не. Суфи Кока ќе Нема да става шанси, директор да. на нуклеарна централа, нема да шанси, знаеме главата нема кај шанси. ни. Ќе спиеме Мислам, види, никој не си игра со јод ќе пиеме превентивно. Никој не си игра, Значи, никој не си игра со Па еве видовме дека си игра. Кој дава на Грција, на туѓа држава и дава државна хидроцентрала за наводно да се За направи. тоа преговараме со неколку гости околу сериозна тема е. Пресериозна тема. Пресериозна тема затоа што Грција си решава еден сериозен проблем, тоа е наводнување на Солунско поле, како една од најголемите житници во Грција. И X други работи, да не збориме енергетски и така натаму, значи некој добива стратегиска длабина на наша корупција, тоа е лошо. Ја не викам дека не треба да соработуваме со Грција, да. Но не може ние да сме Но не вака. безимена земја, територија, Слично кај што они беше ќе се проектираат сеќа. стратегиска Ние длабочина. постојано со Грција вакви бизниси имаме и Окта, и ова. Знаеш, нема една која нема нишка на една така огромна корупција. Значи СДСМ, почитувани слушатели, стана енергетска компанија. Значи велат инсталиравме 450 мегавати, создадовме чиста енергија од нашето македонско сонце. Тука малку лекторски да ги поправам, треба да е северно македонско сонце. Абе, доста се ајде. Па според нив они го подпишаа, нивни овако го подпишаа преспанскиот Како договор. вика овој? Вие не си го следите најголемиот Успех, да. успех. Па добро. Абе зашо не ја сменија химната денес над Македонија? Уште. Да. Јас како Па нели бараш Али Ахмети? ригиден застапник на преспанските вредности барам владата да го смени. Мора да ја Не смени. само тоа, него имаш и друга работа околу Не може сега ние северна Македонија, тамо денес над Македонија да се ради. и нели според договорот втората страна немаме право историски да ја проучуваме, па и Гоце Делчев треба да го бришат. Ако се Зелчев е роден во Егејска А според договорот за добрососедство треба и Јане Сандански да го бришат. Добро, ние ќе се вадиме дека бил професор во Штип. Јане Сега Сандански Штип е на зборам. територија на Македонија, за Гоце Делчев имаме овакво. Ама роден е во втората прва. Значи, нашата поврзаност со Гоце Делчев според преспанскиот договор е како
натурализиран штипјанец. А што правиме со Јане Сандански? По договорот, нели, за пријателство? Жива среќа што бугарите не го сакаат Јане Сандански. Тој како бе град имаат не за фракација. Абе добро, они имаат град у комунизмот ставен, но денешните па што не го смениле сега? бугарски националисти, затоа што се уште е як тој комунистички сентимент таму. Денешните националисти во Бугарија баш не го поштуваат Јане Сандански и радо би ни го дале. Не верувам. Значи, не верувам, али ништо не даваат, па се. За Јане ке го даат, Се расправаме за цар кој што не оставил пишан трак дека поставил. Кој? Самуил. Може и да е митска фигура. Ништо чудно, нема. Документ еден нема од негова писарница. Валјда некој, знаеш, некој писани оставил, нема документ. Тогаш е митска фигура. Абе, може и тоа да од кај. Тогаш авторските права за цар Самуил не треба да ги има ниту Бугарија, ниту Македонија, туку Netflix. Значи, Netflix секако ќе ги има. Веројатно. Netflix секако. Веројатно така би го решиле. Тој проблем. Почитувани слушатели, заврши ово издание на Еспресо со Златев и Боцевски, кое многу често се нарекува експресо. А јас сакам види да збориме за геронтократијата во Америка. Дајан Фајнстајн не знам дали виде умре. Да. Жив сенатор умре на функција, а инаку некој 2-3 години ќерка имала полномошно за сите работи. Се замисли, а гласа за војна. Сенатор, овакво. Так. Мислев за тоа ќе збориме, за ова Фицово Словачка интересна тема, полски избори доаѓаат. Али имаме многу денови, многу денови ли се теми, денови, секој утро различна тема. Да. На најслушаното политичко радио во етерот во Македонија, кое за жал има само скопска фреквенција, но може да не следите на YouTube, следете и понатаму и стиснете тамо. Предплатете се за да ви доаѓаат нотификации секое утро од нашите убави теми. Деновиве малце намалете со млекото да видиме што е работа да се распусти. Значи, овие работи и нормално честите го успехот на најуспешната енергетска компанија во Македонија, СДСМ.